Поинфективното оделение со корона пациенти се наполни и нервното оделение во Штип. Во моментов таму се сместени пациенти во сите расположиви легла. На инфективното оделение моментално се стационирани 54 пациенти болни од коронавирус, од кои 10 се на моментална или привремена кислородна поддршка. Ова ја отвара дилемата каде ќе се сместуваат евентуалните нови пациенти, зашто место и на алтернативниот простор обезбеден од страна на болницата почнува да снемува. На одделението за инфективни болести во Штип се сместени пациенти од Штип, Кочани, Облешево, Свети Никола и други општини од регионот. Првично за нив на располагање беа 35 легла на инфективниот дел, а откако бројот се зголеми, се ослободи и делот од нервното оделение, каде имаше дополнителни 20 на места. За сега нема конкретна информација од болницата каде би биле сместувани евентуалните дополнителни пациенти. Во тек се консултации со Министерството, пошто ќе биде донесена и конечната одлука. Како болница се уште имаме капацитет да ги згрижиме пациентите со COVID-19. Паралелно со приемот на нови пациенти, има и пациенти кои се во добра здравствена состојба и тие заминуваат дома, така што моменталната состојба успешно ја менеджираме. Сепак, се размислува и за алтернативни простори, доколку состојбата го наложи тоа. Информира директорот на клиничката болница Ален Георгиев. Во меѓувреме состојбата со бројот на заразени е загрижувачка во Свети Николе. Таму веќе се регистрирани над 100 инфицирани, а бројката секојдневно расте. Последните денови имаме повеќе новозаразени. Кластерот е конфекцијата во Свети Николе. Се надевам дека и денеска се вршат тестирање на сите вработени во таа конфекција. Се надевам дека со новите бројки, меѓутоа и со преземенените мерки од страна на општина Свети Николе и Министерството за здравство и Здравниот дом во Свети Николе, се надевам дека ќе излеземе накрај. Ова денес беше причина овде да дојде и министерот за здравство Венко Филипче. Потеклото на бранот се врзува со кластер во Штип. Најголемиот број на новозаразени се вработени во една од конфекциите тука во градот. Одлично изреагира локалната самоуправа во координација со сопственикот на конфекцијата. Во текот на минатата недела е донесена одлука иста да се затвори. Неколку дена дел од новодиагностицираните се на домашно лекување, сосем мал дел се лекуваат во болницата во Штип. Во тек се епидемиолошки анкети и скрининг на околу 800 текстилни работници во Свети Николе. Врз основа на добиените резултати ќе се носат одлуките дали, кога и како двете затворени конфекции ќе продолжат со работа.